Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во вторничното издание на информативната програма на Ирис телевизија. Останете со нас во продолжение и проследете кои настани му дадо белек на последниот ден во октомври 2017 година, ден вторник. Регионалниот представник на Сојузот на синдикатите на Македонија на пресконференција објави дека над 50 навработени во јавните предпријатија и во неколку штипски училишта трпеле мобинг за време на локалните избори. Пријавените случаи ќе имаат и судски разрешници. Над 50 вработени во штипски јавни предпријатија и во неколку општински училишта трпеле мобинг од раководствата за време на локалните избори, соопшти на денешната пресконференција првиот регионален синдикалец Горан Трајков. Вработените во овие институции добивале закани дека ќе бидат избркани од работа, а доставиле доказ до канцеларијата на ССМ во Штип. Сум сведок на многу ситуации, на многу пишени пораки, значи по електронски пат, по пат дека ќе бидат испудени од текот на оваа недела, значи овие работници беа стварно под психичка тортура и беа засегнати за својот опстанок и екзистенцијално прашање. Вработените во штипските јавни предпријатија и училишта низ судовите ќе докажуваат дали биле изложени на мобинг. Како ССМ, значи имаме правен тим, правна служба и група на адвокати кои што ќе ги спроведуваат овие нивни барања или тужбени барања до остварување на нивното право е докажувањето во групно. Значи мобингот е најтешката форма на злоупотреба на работничкото право и действување од страна на претпоставените, меѓутоа ако се работниците и вработените сложни, то многу лесно се докажува. Регионалниот представник на Сојузот на синдикатите на Македонија Трајков апелира работниците да пријавуваат вакви случаи, но и да почнат со синдикално организирање. Како представници на синдикатот, канцеларијата им е отворена за секаква подршка на работниците. Како што ви е познато, пред неколку дена од рудниците за олово и цинк САСА излегува со информација дека во изминативе 365 дена немало ниту една повреда на работното место, но не секаде е така, судејќи според следнава информација. Се уште е висока стапката на несреќи на работно место. Податоците со кои располага Македонското здружение за заштита при работа за 2016 година покажуваат дека во Македонија лани се случиле 94 несреќи при работа, од кои 19 биле со фатални последици. Висока е стапката на повреди на работното место, односно на секои 100.000 вработени. Минатата година се повредувале 13 работници на работното место. Гевгелија е градот каде минатата година се случиле најголем број на несреќи на работното место, потоа следуваат Скопје и Тетово. Најголем број на смртни случаи на работно место минатата година се евидентирани во Велес. Почна конституирањето на новиот совет во општина Штип. 23 советници во новиот совет на општина Штип, од кои 12 од СДСМ и 11 од ВМРО ДПМН, утре во 12 часот ќе ги добијат уверенијата од општинската изборна комисија. Свеченото доделување ќе се случи во салата на општина Штип. Во меѓувреме тече и рокот за доставување на преговори до Државната изборна комисија за спроведениот втор круг на локалните избори 2017 година. Вториот круг заврши, гласањето помина во фер демократско гласање. Заминавме во Скопје, ги доставивме сите образци кои што ги добивме од избирачките одбори. Така да сега велиме за преговори. Преговорите се поднесуваат до Државна изборна комисија, додека рокот за да се поднесат преговорите за постапката на сумирање и утврдување на резултати истекува во среда во 2 часа. Че денеска е вторник, утре сабајле во 2 часот веќе истекуваат рокот за поднесување преговори, доколку има Државна изборна комисија е должна во рокот 48 часа по премот да ги разгледува и да достави одлука врз основ на тие преговори. Останатото може да се поднесе веќе против преговорот тужба до управен суд во рокот 24 часа. Кога ќе добиеме званичен одговор или заклучок од Државна изборна комисија дека веќе официјално избран градоначалник на општина Штип, ние доделуваме уверение за тоа и почнува да
протекува мандатот на градоначалникот на општина Штип, како и за советничката група или советниците на советот на општината. Исто така доделуваме уверенија, со тие уверенија почнува мандатот на истите советници. Како се одвива вакцинацијата во здравствените институции во источниот регион? Подучени од претходните години, кога речиси секој втор човек го нападна грипот, годинава вакцините се потрошија во најбрз временски рок. Овој пат се појави и недостаток, а минимален број има само во Виница и Берово. Од таму велат дека со земање на пензиите, сите вакцини ќе бидат потрошени. Инако во источниот дел од државава есенва се вакцинира 4100 граѓани. Во рекордно време заврши вакцинацијата против грип во Штип, Кочани, Македонска Каменица, Пробиштип и Делчево. Мал дел вакцини има само во Берово и Виница. Според најавите од тамушните центри за јавно здравје, и тие ќе бидат потрошени, но откако пензионерите ќе ги земат редовните пензии. Речиси сите имунизациони оделенија годинава се соочија со недостаток од вакцини, а на ниво на регионот беа требувани 4100 вакцини. 80% од лицата што се вакцинираа се пензионери. Бора се вакцинира, подобро се вакцинира, иначе се осетливи зимно време повеќе, така на кашици и грип. Сега за разлика од тоа малку се подобро. Секоја година се вакцинира. И се заболувате ли од грип? Па може да се заболиш, ама малце тоа не е тешко како без вакцината што е. Не правиме грип, ама не е да ми легне у кревет. Подучени од минатата година, грипот го покоси источниот дел од државата, а само во Штип беа регистрирани над 2000 пациенти. Поради ова, инфективно и детско беа преполни. Во градинките беа воведени засилени хигиенски мерки, а беше одложен и стартот на второто полугодие. Минатата година во источниот дел од државата беа потрошени 4500 вакцини, што е за 300 вакцини повеќе од оваа година. Денес се одбележува Светскиот ден на штедењето. Дали и колку штедат нашите граѓани и може ли да се штеди судејќи според висината на платите? Банкарите го слават Светскиот ден на штедењето, а познавачите велат дека граѓаните сепак им веруваат на банките и не сакаат да ризикуваат. Инаку штедењето во домашните банки беше на тест за време на кулминацијата на политичката криза во земјата, кога граѓаните масовно повлекуваа пари од банките, особено за штедите во денари. Таа ситуација е надмината и во моментов депозитната база има солиден раст. Денеска, по повод Светскиот ден на штедењето, децата од градинките со приредба во банките. Денес е Светскиот ден на штедењето. Јас знам, мене мама ми кажа, вака ќе соберам пари, ги ставам во каса и со мама и тато ги штедиме во банка. Вредите се штеди. Денес е Светскиот ден на штедењето. Денес по повод Светскиот ден на штедењето, нашата градинка, како и секоја година, традиционално го одбележува овој ден со посета во нашите банки, во нашиот град. Нашите најмали сакаме да ги учиме како да се штеди, да ги научиме на таа една убава навика. На крајот на септември, за кога има последни податоци, граѓаните и фирмите во македонските банки чуваат 5,218 милиарди евра. Од нив 3,6 милиарди се пари на домакинствата. Благодариме на децата од градинката Вера Сергеј Трена за посетата, да штедат, да ги посетуваат банките и да веруваат во нив. Граѓаните штедат пораката? Пораката до граѓаните е дека ние работиме за нив, секогаш сме тука за нашите клиенти и ги очекуваме во најголем број во нашата банка. Да, штедиме во банка. Помислите кредити, бенефиции? Се што треба. Инаку домакинствата чуваат во банките 3,6 милиарди евра или секој од жителите на државата во банка има понад 1700 евра во просек. Се разбира, некои има и многу повеќе, други воопшто немаат заштеди. Сакам да им се заблагодарам на сите постоечки штедачи, меѓутоа и да ги повикам и оние што не штедат.
тоа да го направат, бидејќи штедењето е за добро и на поединците и на државата во целина. Ние сме задоволни, имавме посета денес од дечињата, секоја година не посетуваат со цел да им се створи навика уште од мали дека тоа е добра особина и ако сакат инвестиција било што за војнина да ја направат, сепак треба и со малку пари, со штедење, но на редовна и секојдневна основа тоа да го постигнат во животот. Уште еднаш им честитам на сите штедачи и ги повикувам уште еднаш да продолжат со таа традиција, таа прекрасна традиција за доброто и на поединците и на државата во целина. Светскиот ден на штедењето е воведен на 31. октомври 1924 година во текот на првиот меѓународен конгрес на штедилниците во Милано во Италија. На последниот ден од конгресот професорот Равица го прогласил тој ден за меѓународен ден на штедењето. Идејата наишла на одобрение од 29 земји кои сакале да ја потсетат светската јавност на штедење и важноста на штедењето за економијата и поединецот. Сообраќајните несреќи станаа секојдневие по нашите патишта, а сообраќајната недисциплина е причината за сообраќајните несреќи со последици, сметаат експертите, порачувајќи дека многу повеќе треба да се спроведуваат кампањи за едукација на учесниците во сообраќајот со цел да се надминат овие трагични состојби. Нема исклучок, сите учесници се загрозени во сообраќајот доколку не се почитува сообраќајната сигнализација. Недисциплинираното учество, односно неодговорноста на сите категории, причина за случување на сообраќајните незгоди со последици, сметаат познавачите на оваа област. Мислам дека ќе мора многу да се работи на дисциплината на учесниците во сообраќајот, затоа што 99% од сообраќајните незгоди се недисциплината во сообраќајот. Дали се возачи, дали се пешаци, дали се велосипедисти, ниедна од категориите не е исклучена. Затоа многу повеќе треба да се работи на превентивата. Кампањите за едукација треба да дадат резултати во надминување на овие состојби, со акцент да се подобри безбедноста во сообраќајот на патиштата, без разлика дали станува збор за возачи, велосипедисти или пешаци. Скоро сите средби на Републичкиот совет за безбедност се во тој правец, се прават кампањи. Вие можете да видите дека и на медиумите често пати се вклучени кампањи за безбедно учество во сообраќајот по сите основи и се опфатени сите категории на граѓани. Искуството на полицијата од терен покажува дека најчесто брзината е фактор кој ја загрозува безбедноста на патиштата. По неприлагодената брзина кон условите на патот следуваат алкохолот и непрописното пристигнување на возилата. Велосипедисти од Македонија и Бугарија го развиваат планинскиот туризам. 15 велосипедисти возеа планински рути низ падините на Осоговските планини од македонска и бугарска страна, откривајќи ги природните потенцијали за одржлив туризам на Осогово. Активностите се дел од проектот поддржување на одржлива иднина на луѓето и природата на Осоговските планини, кој Македонското еколошко друштво го спроведува заедно со партнерската организација Биолошка фондација за биоразнообразие од Бугарија во координација со германската фондација Евронатур. Учествуваа 8 велосипедисти од Скопје, Кочани, Штип, Виница и 6 велосипедисти од Кюстендил и Софија. И по црн пат, значи, со планински велосипеди се качуваме до Цареврв, од таму се одиме до Пониква, значи со мала пауза на Пониква и на крајот завршуваме во Злетово. Потоа, значи, после должината е околу 40 км, но со тоа што е малку е полесна во однос со тоа што има малку повеќе спуштање, а помало е качувањето. Сега сме последните неколку години насочени кон планински велосипедизам. Ова е одлична можност, овој настан, токму сега што се одржува помеѓу наши велосипедисти и велосипедисти од Бугарија или Западна Бугарија и Источна Македонија, се со цел да ги видат и тие можностите на нашите предели, исто и ние кај нив. Во делот за спорт вечерва, одбојка и ракомет.
Одбојкарките на УГД студент загубија во Штип од тимот на Виктори Волеј од Струмица, кои ја прокнижија и втората победа поред, иако се нови членови во Суперлигата на Македонија. Штипските одбојкарки се горија во желбата за нов успех во второто коло на одбојкарската женска Суперлига на Македонија. По успехот во првото коло и победата во Струмица против тимот на Македонија Макс, одбојкарките на УГД студент налета на новиот струмички Суперлигаш екипата на Виктори Волеј. Иако нови во лигата, одбојкарките на Виктори Волеј ја покажа својата моќ уште во првото коло, победувајќи го во струмичкото дерби тимот на Наковски Волеј. И во Штип тие беа успешни и по голема борба извојуваа тешка победа. Тие победаа со 2:0 во сетови, 23:25 и 21:25. Штипските студентки не се предадоа, заиграа во свој стил и го изравнаа резултатот на 2:2 во сетови, 25:15 и 25:21. Решавачкиот петти сет одбојкарките на Виктори Волеј го добија со резултат 15:13, а со тоа победија во овој драматичен меч со 2:3 во сетови. Еви ги комплетните резултати од ова второ коло. Пелистер Волеј, Наковски Волеј 1:3, УГД студент Виктори Волеј 2:3, Бамикор Македонија Макс 3:0, Универзитет Тотово Куманово 3:1 и Планет Јанта Волеј 1:3. По две одиграни кола водат екипите на Бамикор и на Универзитет Тетово со по 6 бодови, а екипата на УГД студент е на четвртото место со 4 освоени бодови. Ракометниот погон на Текстилец се наоѓа во златната средина на првата ракометна лига на Македонија. Со победа во источната група стартуваа и кадетите на Текстилец, кои го победија тимот на Лазарови од Свети Николе. Веќе 6 кола се одиграа во рамките на првата македонска ракометна лига во која се надпреварува и Штипски Текстилец. По малата агонија испаѓањето од Суперлигата на Македонија, раководството на Текстилец могна сили да го консолидира тимот и да се врати на победичките патеки. Досега се извозеа 6 надпревари во кои ракометарите на Текстилец извојуваа 4 победи, а на 2 пати беа поразени. Тренерскиот тандем Павле Тодоров и Дејан Величков располагаат со млади ракометари кои подпомогнати од поискусните своји колеги Роберт Бицев, Мартин Кипријановски и Васе Петров ја враќаат надежта за подобро утре на ракометот во Штип. Во изминатиот викенд Текстилец во први Штип го победи стоимениот тим со резултат 25:36. Со ова победа тие се на 6-та позиција на табелата, на која лидер на врвот е тимот на Бутел со максимално освоено 18 бодови. Во следното 7 коло Текстилец во недела ќе биде домаќин на тимот на Куманово. Започи сезоната во Кадетската лига на Македонија, а тимот на Текстилец во Штип ја извојува првата победа против екипата на Лазарови Свети Николе. Резултатот беше 26:19, а на ефикасни кај штипските текстилци беа Крунче Гогов кој постигна 9 голови и Бојан Крстов кој постигна 5 голови, а вреди да се истакнат и одбраните на голманот Мирослав Станков. Кадетите на Текстилец во следното второ коло ќе гостуваат на тимот на Радовиш. Почитувани гледачи, ги следевте вестите на Ирис телевизија. Ве поздравуваме и ви посекуваме пријатна вечер.